За нешто повеќе од 2 месеци во нашата држава ќе се спроведе попис, најважната статистичка операција. Според премиерот Заев, со успешно спроведување на пописот ќе ги исправиме и последиците предизвикани од огромната недозволлива пауза од 20 години, кога последен пат во нашата држава се спроведе попис. Меѓутоа, пописот кој треба да се спроведе во април годинава најде на несогласување и неодобрување од страна на опозицијата како и од партијата на Левица, кои бараат негово одложување барем за 1 година. Заев посочи дека освен што е правно недозволив, бојкотот носи само конфузија меѓу граѓаните, сериозна штета за државата и ништо добро, ништо позитивно. Со пописот на жителите често се прави и попис на домаќинства, стопанства и бегалци. Гранката на статистика која се занимава со пописот се нарекува пописна статистика. Граѓаните на општина Штип согласни дека попис треба да се направи, за како што велат тие да се знае колку сме и кои сме. Па види, по мене треба да има, тоа е во Република Македонија, да се знае колку жители има, мислам, општо за секој народ. Треба да има колку време не е имало, сега треба да има. Попис сите информации се добиват. Нека има, тоа не е лошо. Апсолутно да. Пописот представува вкупен процес на прибирање, обработка, оценка, анализа и дисеминација на податоци на населението, домаќинствата и становите во една држава. Целта на пописот е да се обезбеди целосни, квалитетни, ажурни и меѓународно спроведливи статистички податоци за населението, домаќинствата и становите за задоволување на потребите на корисниците во државата и во странство. Првиот современ попис на територијата на Република Македонија се спроведе во 1921 година. Во текот на Втората светска војна се спроведоа 8 пописи, а од осамостојувањето на Македонија 3. Последниот попис спроведен во нашата држава беше во 2002 година.